Денеска се наоѓаме во продукцијата Скендеровски. Мој денешен гостин е една жена, мајка, водителка, пејачка. Со еден збор, тоа е нашата Бојана Скендеровски. Ајде да одиме. Скендеровски, ајде да ја најдеме. Бојана? Не е тука. Здраво, Бојана! Анастасија! Како си? Добро дојде! Добро ве најдов. Како си? Прекрасно. Наистина ми е драго што ќе бидеш гостинка во мојата Скендеровски продукција и се надевам дека се она што ќе го видиш тука ќе го пренесеш како хубаво искуство во Германија. Вакви продукции нема во Германија, да знаеш. Да. И јас одвај чекам и ќе може да јас имам неколку прашања спремни, дали ќе може да ви ги поставам? Нормално се разбира. Па супер. Ајде, каде ќе снимаме? Па мислам да се упатиме кон студиото да видиш како изгледаат македонските студија каде што ги снимаме најубавите видеа и најубавите емисии. Ајде, може. Ајде, Фала многу. Здраво, Бојана, како си? Здраво, Анастасија, прекрасно и навистина ми е драго што си гостинка во моето студио денес. И на мене исто ви благодарам многу што ја прифативте мојата покана да бидете дел од мојот YouTube канал за да можеме јас и моите гледачи да ве запознаеме малку подобро. Драго ми е што сум прв пат во твојата емисија, односно твојот подкаст, како и да го наречеме, и се надевам дека ќе привлечеме повеќе сабскрајбери. Да, и јас исто. Јас секогаш најчесто со моите гостини почнувам да зборам со нив за нивното детство. Зај тоа имам неколку прашања за вас, ќе може да ви ги поставам? Се разбира. Па каде сте вие родена и каде пораснавте? Родена сум во Скопје на 14 февруари 1984 година, во една голема и ладна зима, така кажува мајка ми. Инаку пораснав во Скопје и во населбата Водно. Имав едно прекрасно детство кое што беше исполнето со многу дружење и многу сум горда што го фати времето кога ние во Скопје, децата имавме малски живот. Малото ни беше исполнето со бескрајни дружби, со многу трчање, со многу игри, со многу убава енергија. Сето она што моите деца за жал денеска во истата населба го нема заради начинот на живот кој што ние денеска го имаме. Инаку бев по природа многу срамежливо дете и дали дека бев најмала во мојата екипа на другарки, па некако стално кога игравме народна, тие ме ставаа да бидам судија, веројатно не знаев добро да играм. И тоа беше добар начин да ме откачат. Ајде Бојана, ти ќе бидеш судијата, ние ќе играме народна и ќе се поделиме во две групи. И тогаш бев тип кој што не знаеше да се избори за своите позиции. И мајка ми често пати велеше, па добро, одбрани се, кажи дека треба да го направиш ова или тоа и дека ти си добра во тоа. Ама јас бев срамежлив и секој се повлекував и веројатно тоа ми беше никаква во главата мисла која што подоцна во животот сакав да ја остварувам, односно секогаш да се борам за она што сакам да го имам и да го добијам. Да, вие спомнавте играње мало, тоа све. Так. Кои игри вие све игравте дека вие не знам дека немавте телефони, Не. интернет, тоа све сега нашата генерација што Па ги тоа е имате? многу смешно, денеска намера моите деца викаат, мама, а вие кога имавте порано каков ви личеше таблетот, а телефонот каков ви личеше порано, какви игри имавте на таблетот? Значи ние немавме таблети, немавме дигитални игри, онлайн игри, имавме реални игри. Значи нашите реални игри беа народна, ластик, дали знаеш што е ластик? Да, Си да. видела? Ја Ти знам, покажале? Да. И тоа беше многу ефтино, значи денеска таблетите чинат 200 евра, а ластикот чинеше 50 динари, на пазар се Така е, купуваше. да. Игравме школка, си видела што е школка, нели? Она со по лињата, па фрлаш камче, па да, играш да, една нога. да. Игравме, во тоа време излегоа и барбиките или куклите, па ги чешлавме, ги пресоблакавме. Ја често пати знаев да им ги шишам косите и да ги шминкам. Морав нешто да променам.
Имавме една интересна игра, игравме големи. Тоа значеше дека ќе бидеме, не знам, банкарки, докторки, шалтер ни се викаше една игра, шалтер, тоа беше ги земаш старите документи од водовод и од струја од бабати и дедоти и одиш на шалтер и ги плаќаш и таа другарка ти наплаќа и ти дава зелени листови од дрво набрани, да тоа ни се пари. Имавме голема фантазија. Тоа беше интересно што за разлика од денешните деца, барем моите деца и нивната генерација, ние фантазиравме. Значи немавме многу ресурси, значи немавме играчки бескрајно и најразлични реквизити, туку ние сами си ги замислувавме и си ги правевме, сами ги создававме. Веројатно поголема беше креативноста наша. Може, да. Вие кои имавте 12 години како мене, што сакавте да бидете кога ќе пораснете? Еве, јас, например, сакам да бидам учителка. И дали више од тогаш сакавте да бидете пејачка? Да, и па тоа е... Јас од кога знам за себе, сакав, од кога станав свесна и паметам моменти од моето детство, тоа е веројатно 4-5 години, сакав да бидам пејачка. Значи, тоа беше мојата најпрва желба и остана за секогаш. Да. Првите мои настапи, ќе ги наречам настапи во наводници, беа пред огледалото кај баба ми дома, со четката за фенирање на мајка ми и сите нови песни во тој момент, тогаш имаше касети, се преслушуваа на касетофони, кои што излегуваа од тогашните фестивали, ние ги слушавме дома и јас имитирав и пеев пред огледало. Да. И главна бев атракција, пошто бев малечко детенце кое што сака да пее на куќините прослави. Тогаш се организира родендените, не се случуваа во ресторани, не се случуваа во кафеани, туку се случуваа дома со домашна приготвена храна и главната забава беше моето играње на маса. Кумот знаеше да ме земе од доле и да ме стави на маса и ја да изведувам своји музички точки. Интересно. Значи, вие више од кога бевте мала, секогаш пеевте на такви настапи, родендени, каде што бевте, секогаш може да се каже ветера? Да, имав своја точка и ако не ме натера ќе се налутев затоа што мораше да дојдам до израз. Тлееше тоа во мене дека треба да имам своја музичка точка затоа што тоа беше единствениот начин да се испромовирам. Иако првите музички почетоци, официјални на сцена, ги направив на 4 години во Домот на армијата, заедно со Драган Мијалковски. Мојата учителка во градинка откри дека има музички талент и имавме нека музичка точка и тоа го паметам како едно така огромно животно искуство каде што прв пат застанав на сцена и сватив што значи пред тебе да имаш публика. Дали се сеќавате на вашата прва симпатија што ја имавте? Па, да ти кажам, конкретно не се сеќавам се која била првата симпатија, ама тоа беа тие години кога ти почнеш веќе да имаш симпатија, односно ти се свиѓа тој од 7А или 7Б, 7Г. Во наше време, не знам како се дела тие што беа поинтересни момци, валјда тие што игра фудбал, кошарка, па тренира во клубови, тогаш веќе се појавуваа оние први аспирации дека некој ти е симпатичен. А да ти кажам во моментов да се сетам кој ми бил прв симпатија, не можам да се сетам, одамна беше. Да. Така е. Дали се сеќавате на вашиот прв настап пред публика или пред камера и дали имавте трема? Официјално првиот пејачки настап ми беше 2002 година во изборот Плей потрага под звезди, нешто слично на Идол, секаде низ светот, тоа имавме ние македонско свое шоу, се викаше Плей потрага под звезди, тоа беше првото јавно појавување со моја песна пред публика. Искрено немав трема од моментот дека едва чекав да излезам на сцена. Значи, како да сакав да покажам дека сум тука и дека имам да покажам многу нешта во однос на музиката. Едва чекав да излезам на сцена, ама многу трема имав на мојот прв настап лайв во живо на Макфест 2003 година, тоа беше следната година, каде што требаше да се пее во живо. И тогаш прв пат се соочив со пење во живо, на озвучување, микрофон, публика, имав една висока, тешка песна, Љубов се пишува, љубов се брише и ми беше малку страв, ама кога се гледам како самоуверено играм на сцената, веројатно повеќе сум мислела на сценографијата, односно на кореографијата, отколку на пењето.
И потоа не си се допаѓа баш како звучам. И така тие два настапи секогаш ќе ги паметам во својот живот. Да, а колку награди имате до сега освоено и која ви е најомилената? Точно награди не знам колку имам освоено. Имам доста награди освоено, особено фестивалски. Во првите години од мојата кариера настапував на многу фестивали во Македонија и надвор од неа, веројатно преку 10 се. Најдрага ми е првата победа на Макфест во 2003 година, која што некако ми го отвори патот и уште толку повеќе ме убеди дека музиката е мојата животна определба. Да, а знам дека вие бевте и водителка. Да. И дали така да кажам ви се смени вашиот живот и дали во тоа време уште правевте музика, значи бевте сепак пејачка? Јас почнав да бидам водителка на 9 години. Нешто како тебе. Нешто слично како тебе. И тоа беа некои детски квизови во А1 телевизија на времето. Мојата тетка беше реализатор и често пати ме носеше со низи, така некако ми ја пренесе таа љубов и тогаш уживав. Подоцна имав една тинејдж емисија Refresh се викаше на 16 години. Всушност прво станав водителка, па станав пејачка. Водителството е мојата втора љубов. Ми недостига мојата улица Македонија емисија, која што ја работев за себе, за душа, но никогаш не велам никогаш и никогаш не се знае дека можеби во иднина ќе го поврзам водителството заедно со музиката, па ќе гледаме некое убаво музичко шоу, не знам. Никогаш не се знае. Точно, баш така. Ви го слушна вашиот дует во Дилема, значи таа песната навистина една прекрасна песна. Дали ќе може да ни раскажете како настана тоа све, значи таа песна и зашто баш се вика Во Дилема и дури ќе може да ни ја испеете? Ке може. Супер, супер. Во Дилема е песна од мојот албум Во Дилема, која што се испромовира во 2007 година. Интересно е што таа е една, веќе можам да кажам, антологиска песна, затоа што отслика цела една генерација, мојата, веројатно генерацијата на твоите родители, и тогаш беше ултра мега популарен хит, поради самата тематика на песната. Сите ние тогаш бевме во некоја возраст каде што постојано размислувавме дали треба да бидеме мудри или треба да бидеме луди. Дали да бидеме среќни или да бидеме како што треба, како што вели умот, нели? Затоа и текстот е дали со срце или ум. Да. Песната ја направи Роберт Билбилов, тој гостува на таа песна, го изработи целиот тој албум кој што беше во тој еден таков жарн. И навистина таа исто песна која што отслика дел од мојата кариера и е многу значајна за мојата кариера. И многу ми е драго што во поново време новите генерации како тебе сепак ја слушаат. Ја сакаат, ја откриваат, тој им доаѓа како нова песна. Баш така. И навистина сум среќна кога ќе го видам тоа поврзување на новата и постарата генерација, а и често пати добивам коментари кога се пораѓав со син ми во салата ми ја пуштија Во Дилема и многу убаво поминав. Супер, интересно. Така, ќе ја испеам, иако таа е дуетска, ќе пробам да ти го доловам моментот, а ако ја знаеш, можеш да ми се приклучиш. Супер, може. Штом не се јавуваш, ништо не пишуваш, кога ти вртам ти, не ми одговараш. Знам што се случува, колку се 2 и 2, само да знаев барем зошто или кај сум сгрешил. Не до мене, сакам да размислам 1-10 пати пред да се отворам. А колку мислам, толку повеќе чувствувам, колку повеќе те гледам, толку се заљубувам. Во дилема сум, дали со срце или ум, со што да одиграм. Супер, имате навистина прекрасен глас. Ти благодарам, Анастасија. Има голема разлика од тоа што било пред 17-18 години. Но оваа песна остана да биде не знам, тема на една убава романтична епоха на нашата генерација. Така да мислам дека ќе живее многу долго. И јас се надевам.
Песната Во дилема, што ја имате пеено, е навистина една многу стара песна, дури постара од мене. Да. Еве вие како после 15-20 години, како вртите нова страна во книгата, и пеете како друг стил на музика. Еве ние, на пример, многу слушаме дома македонска музика. Една наша најомилена песна е Заветна и вие ја имате препеано. Зашто баш таа песна и ја препеавте и дали ќе може да ни ја отпеете? Ти благодарам на прашањето. Заветна е песна која што јас ја слушам од твоја возраст. Таа е многу стара песна, која што е направена со причина пред многу години. Пепи Вавтировски ја испеал и ја подарил на оваа наша преубава земја. И од дете, не разбирајќи го текстот, таа има еден сериозен, емотивен, значаен текст за нашата земја. Не го разбирав текстот на таа возраст, ама чувствував некоја голема емоција во таа песна и од мала ја слушав и ја пеев. Ја пеев дома, ја пеев на моите телевизиски настапи каде што имаше оркестар за свирење во живо и од секогаш ми беше некако при срце таа песна, ја чувствував. Ја одбрав затоа што мислев дека и мислам дека можев да ја дадам вистинската емоција. Се уште тврдам дека Заветна треба да ја се пее со вистинска емоција. Да ја разбирате, да ја чувствувате, да знаете зошто е направена и каква порака носи. Често пати знаеле да ни замерат дека таа песна има веќе свој изведувач, зошто сме ја преработиле. Но јас сметам дека песните кои што биле создадени во минатото и се создаваат и денеска, и во иднина можеби некој друг ќе ги обработува нашите песни, треба да живеат вечно и дека колку повеќе ги пееме, толку тие подолго траат. Така е. Заветна не е само на тој што ја испеал, туку на целиот народ. А мене ќе ми биде задоволство сега во моментов да ти ја испеам. Ако ја знаеш, можеш повторно да ми се приклучиш. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Благодарам. Супер беше. Бојана, што можеме да очекуваме уште од тебе во оваа година? Многу сум среќна што можам да го најавам мојот солистички концерт на крајот на оваа година, на 13 декември во Македонската филхармонија, каде што ќе ги испеам сите мои популарни песни и веројатно дел од преработките кои што досега сум ги направила низ мојата кариера. И уште една интересна работа е што ќе имам неколку мои колеги од мојата продукција кои што ќе дојдат и ќе гостуваат на тој концерт и веројатно ќе изведеме неколку песни заедно. Но нема ништо да откривам сега за сега. Картите за скоро ќе бидат пуштени во продажба, што значи дека публиката во Скопје ќе може да ужива во еден емотивен концерт, каде што ќе се потрудам целата своја душа да ја оставам на сцената, зашто поинаку и не знам. Ако си тука, ако сте тука заедно со твоето семејство, се надевам дека ќе ми бидете драги гости. Да, се надам дека ќе дојдеме и ќе се видиме тогаш. Ти благодарам, Анастасија. Сега за сега е закажан само еден концерт, затоа што ги немаме пуштено картите во продажба, но ако има интерес, веројатно ќе закажеме и втор концерт. Супер. Продукција Скендеровски, навистина многу познати луѓе. Како беше караванот низ Македонија и дали планирате некогаш да направите и караван низ Германија?
Ти благодарам. Да, минатиот пат имавме 2023 веќе една турнеја, караван, ја велиме ние, концертен, низ Македонија, низ 8 града. Оваа 2025 повторно се собираме со ново продолжение на нашиот проект Македонија во срцето носиме, со нови 14 композиции и горе-доле нови и исти градови кои што ќе ги посетиме. Јас, Анастасија, премногу уживам во самиот процес на создавање на овој проект. Јас и мојот сопруг сме идејни творци на овој проект и реализатори на истиот, иако без сите оние луѓе кои што се вклучени да помагаат и да го изработат, не би можеле. И се разбира, без моите почитувани колеги кои што ја прифатија поканата и секој пат со целото срце и душа влегуваат во создавањето на оваа една заедничка приказна Македонија во срцето носиме, создадена од 12 гласа и 14 преработки и дел авторски песни. Ние сме спремни од 26 август повторно да почнеме да шириме љубовта кон земјава и музиката, која што нашиот народ многу ја сака. Постојано на социјалните мрежи добиваме убави коментари дека не бараат во сите градови, не чекаат, едва чекаат да не видат, и тоа е таа таму енергија што се случува на тие концерти е нешто што јас не можам да ти го опишам со зборови, морам да го доживееш, да го видиш, да го осетиш, затоа што од се најмногу ни причинува задоволство младата публика, дечиња од 5, 6, 7, 8, 9, 12. Тие ни се најдрагите, иако ни се драги сите, и таа една убава атмосфера што ја создаваат и песните пеење во еден здив. Ние како проект навистина би сакале да можеме да дојдеме во Германија. Имавме еднаш гостување во Швајцарија, но можеби тоа што сме 12 луѓе и многу голема екипа представува, не знам, можеби некаква пречка, иако кога би не поканиле, со задоволство би дошле да бидеме со нашите таму и да им ја пренесеме целата оваа убава енергија што ја носиме во себе преку песните. Да, јас имам слушнато вашата нова песна Дома, навистина сите ние што живееме надвор од Македонија, мислам дека сите може да се пронајдеме во нејза. Како баш, значи зашто баш одлучивте да кажеме таа песна да ја направите на таков стил? Знаете како мислам? Мислиш на зборовите на текстот, зашто ја одбрав таа тема? Па, затоа што во последно време не постои семејство во Македонија каде што нема некој што отишол надвор од дома. Тоа е веќе некако секојдневие и сите ние кои што остануваме во Македонија си патиме за нашите кои што си одат од Македонија. И тоа е некоја тема која што ја живееме сите ние, нели? И вие што сте далеко од дома и ние што ве чекаме дома. И токму поради тоа ја напишав таа песна. Текстот е мој, а музиката е на маестро Николче Мицевски. Тој текст излезе одеднаш, како некој повик дека треба да им посветам нешто на луѓето кои што се далеко од дома, да се, барем кога ја слушаат таа песна, да се чувствуваат дека некој мисли на нив и дека ништо не е исто кога не се тука во Македонија. Така. И драго ми е што направив такво едно музичко дело. А ќе може малку да ни испеете од нејза? Се разбира дека може. Мојот омилен дел од песната е следниот. Како да ги оставам сите драги луѓе спомени да заборавам, да заминам некои нови патишта, велат за подобро е душа, не се лекува во тугина. Едно знаме сите ние за една земја што се пее, на крај на светот да си во тебе живе. Еден народ, едно свето име и една мисла што ми бде, дома душата на место ми е. Супер беше, ви благодарам многу.
за све ова, што бевте дел од мојот YouTube канал, за да може да ви направам интервју, за да можеме малку подобро да ве запознаеме и се надам дека ќе се видиме следна прилика во Германија. Ти благодарам, Анастасија, што се сети на мене да дојдеш и да ме посетиш. Навистина ми е драго што сте наши гости тука. Почесто враќајте се дома. Се надевам дека ќе се видиме скоро на концерт во Хамбург, Ладене Хамбург. Па ладене. Да, во ладниот Хамбург навидом, ама топлиот валјда во душа кај сите наши. А до тогаш, драги наши македонци во Хамбург, во Германија, каде да сте во светот, чувајте се, сакајте се, не ја заборавајте Македонија, слушајте македонска музика и затоа ќе ви посветам едно мало делче од мојата последна преработка која што се вика Запејте сите ангели. Не знам дали си ја чула, ама ја сега ќе ти ја испеам. Ајде, може. Запејте сите ангели, загрмете стари камбани, збирајте се македонци, бидете благословени. Фала многу за све. Ти благодарам, Анастасија, да те гушнам. Браво, златно дете, паметно, тоа ќе биде паметно дете. Фала многу за све. Мислам, многу сум среќна што си ја сака Македонија. Секогаш у срце. Во срцето, да.